Откако руските сили ја гранатираа хидроцентралата Днепар во март, голем број специјални комисии го посетиле местото за да ја проценат штетата на структурата и локалната средина. Прво е енергетскиот елемент, кој е целосно уништен и не знам колку време ќе биде потребно за да се врати. Експертите работат на анализа на тоа колку е голема штетата, но за тоа ќе бидат потребни месеци и милиони долари. Електраната е стара повеќе од 70 години. Руските ракети ја затворија централата и сериозно ја оштетија браната Запорожје и патот што поминува преку врвот на браната. На сьогодні зруйнована Половина од автопатот е уништен, а експертите за животна средина веќе работат на план за обновување. Ова нема да биде лесно. Можеби ќе биде неопходно целосно за да се затвори браната за да се обнови. Цивилите како Дарија, која не го кажа своето презиме, исто така биле погодени од гранатирањето. Една ракета експлодирала во стамбен комплекс во близина на браната. Спочатку фаер-шоу тут було. Овде на почетокот беше како огнено шоу. Се случи толку брзо. Бе во бањата, потоа излегов и ја видов експлозијата. Истрчав само во ноќница и влечки. Искрено, беше страшно. Денес, локалните жители се загрижени дека целата брана може да се урне, но експертите велат дека тоа е малку веројатно. Екологистите се повеќе загрижени за луѓето кои се потпираат на браната за да обезбедат вода за пиење. Істотне пошкодження гідровузла. Значајното оштетување на хидрауличниот блок на браната и падот на нивото на водата по 3 метри ќе предизвика значителни проблеми со снабдувањето со вода за пиење во градовите, вклучително и делот на левиот брег на градот Днепар. Исклучувањето на централата значи дека другите станици за производство на електрична енергија треба да работат напорно за да ги задржат запалени светилките во Украина.